Не запираат реакциите за одлуката за притворот на сопственикот на телевизија Нова Сеат Кочан. Денеска пресконференција одржа ВМРО ДПМН на која оценија дека случајот дополнително и многу сериозно ќе ја продлабочи политичката криза во земјата. Пандорче Антевска јавува за ударот врз телевизија Нова. Пандорче, добро вечер. Со реакција и заеднички став се јави и уредничкиот колегиум на телевизија Нова. Во него се вели дека повеќе од сигурни сме дека како медиум сме трн во око за главните стратези кои сака да ја протуркаат тиранската платформа. Обид за цензура од страна на специјалното јавно обвинителство вака стои во уредничкиот став, односно вака гледа телевизија Нова на барањето од страна на специјалното јавно обвинителство за најстрогата мерка за обезбедување во случајов мерката притвор за сопственикот на телевизија Нова Сеат Кочан. И очигледно смета уредничкиот тим е дека ова решение, односно барањето за мерката притвор, доаѓа откако телевизијата присуствуваше и ги презентираше сите оние ставови и слики од граѓанските протести организирани за иницијативата за заедничка Македонија, ги пренесуваше ставовите, барањата против разнебитување на државата најблиску до гледачите на самата телевизија. Во редакцискиот став стои дека мора да се почитува и уредничкиот тим се повикува на членот 10 од Европската конвенција за човекови права, во која што стои дека треба да се обезбеди слободното информирање и слободата на медиумите. Поддршката доаѓа од новинарската фела, затоа што можеби на удар ќе биде утре некој друг медиум, смета телевизијата. Исто така ќе бидат информирани и меѓународните институции за овој удар кој што и се нанесе на телевизијата со цел како што смета да сопре информирањето до граѓаните, најмногу од известувањата од граѓанските протести за заедничка Македонија. Инаку од одбраната продолжува и докажувањето за незаконското решение за мерката притвор не само пред домашните, туку и пред меѓународните институции. Што се однесува пак до информирањето на телевизија Нова. Телевизија Нова ќе продолжи со исто темпо да известува како што известуваше од сите светски збиднувања и настани, како што тоа умееше да го направи и да ја доближи сликата и вистината до граѓаните. Втор ден поред партијата ВМРО ДПМН одржува пресконференција со цел да ја информира јавноста дека ова е еден обид на специјалното јавно обвинителство и на Социјалдемократскиот сојуз да ги згасне медиумите кои што не се под контрола, а исто така и да ги заплаши останатите. Предлагам сега тука да направиме еден сублимат од сите информации досега поврзани со случувањата на телевизија Нова, со притворот на сопственикот Сеат Кочан, како и поддршката која што пристигнува од секаде. И 2 дена по одлуката на апелација делумно да ја уважи жалбата за одредениот притвор на сопственикот на телевизија Нова се уште пристигнуваат бројни реакции.
Со став се јави и уредничкиот колегиум на телевизија Нова. Повеќе од сигурни сме дека како медиум сме трн во око на главните стратези кои сакаат да ја протуркаат тиранската платформа и покрај огромниот притисок кај мнозинството граѓани на Република Македонија за истата се наведува во реакцијата. Очигледно е дека на некој кој е свесен за влијанието кој го имаат медиумите од информативен карактер, му смета уредувачката политика на ТВ Нова, која пласира малку поинаква вистина од онаа која што е од интерес да се пласира од страна на центрите на моќ кои стојат зад СДСМ и СЈО и имаат за цел да ја протуркаат тиранската платформа, а со тој да гурнат унитарниот карактер на Република Македонија. Во моментов ТВ Нова е пречка која што треба да биде отстранета за таквото сценарио да продолжи безпрекорно да се реализира, пишува во текстот подпишан од колегиумот. Во меѓувреме реакции пристигнуваат и од новинари од познавачи на состојбите. Според новинарот Дејан Андоновиќ, во Македонија, колку еден медиум е повлијателен, толку е повеќе трн во око за некого. А во случајов политички е притисокот врз ТВ Нова која има влијание. ТВ Нова, јас и како гледач и како неодамна нели тука вработен, можам да кажам дека наметна еден нов стил на новинарство, да нов стил на медиумско известување. Не измислен тука, но спроведен со светски стандарди, каде што има на секој час вести, информации, секојдневни дронови од Брекзит, од американски претседателски избори, исто така, колку и да имаше во другите телевизии дебати, тие беа многу раштркани у неделата, ТВ Нова некако го наметна на медиумскиот простор, секојдневно сегде да гледаме дебати. Сега е наметна влијание. Да, наметна влијание. И сега ми се чини дека во овој момент она Антонио што го кажа, а јас истото го мислам дека каде што немаме никакви институции, имаме уште трае таа постизборна атмосфера, немаме влада, собранието се конституира, не се конституира, медиумите известуваат. Колку и сега се бира овој миг да се блокира работа на еден од медиумите. Не знам, може да ќе биде и на 2 и на 3, но еве удрено е на овој медиум што очигледно може и да поласка дека е влијателен, односно највлијателен. За последните случувања за и околу притворот на бизнисменот и собственик на телевизија Нова Сеат Кочан реакции стигна и од политички партии и повеќе здруженија на граѓани. За ВМРО ДПМН со последниве случувања само се продлабочувала политичката криза во земјава, а според нив целта на СДСМ била кој можно да се затворат сите медиуми кои не се под контрола на Бихачка. На овој начин работи и функционира специјалното јавно обвинителство. Со секоја своја постапка СЈО потврдува дека е алатка која треба да му помогне на аболицираниот криминалец Зоран Заев во разнебитувањето на државата. Последниот нарачен атакт е од СЈО е атакт врз медиумите кои не се под контрола на СДСМ и Сорос. СЈО влегува во отворена пресметка со сите медиуми кои беа прогласени лично од Зоран Заев за негови најголеми непријатели. Проценката на СЈО, СДСМ и Сорос е дека преку незаконски прогон и одредување на притвор на собственикот на ТВ Нова Сеат Кочан ќе ги заплашуваат медиумите. Со оваа постапка СДСМ и СЈО сакаат да ги цензурираат медиумите кои не се под нивна контрола, надевајки се дека нема да известуваат за политиките на СДСМ кои се спротивни на највисоките државни и национални интереси на Република Македонија. Реагира од Сдруженијето на боšnjacите во земјава, кој атакот врз Кочан го сметаат за атак врз боšnjacите во земјава. 2 дена пред апелација неколку стотини граѓани, меѓутоа и дел од новинарите на мирен и достоинствен собир го искажаа своето несогласување со последната одлука на апелација и побараа слобода за Сеат Кочан. Пандрче, ти благодарам за овие информации, веќе како и со тебе што споменавме на линковското вклучување, телевизија Нова од голем број граѓани, гледачи и разни здруженија добива поддршка и барање да се издржат овие притисоци и удари. Поддршка деновиве пристигне и од колегите новинари, Македонската асоциација на новинари, Независниот синдикат на новинари на Македонија. Сите заедно притворот за Кочан го сметаат за напад врз телевизија Нова. Вечерва и колегите од регионалните телевизии, К1 од Велес, О2 од Охрид, Мега од Битола и телевизија Ултра од Тетово, треба да ги имаме на линковска врска. Добро вечер, колеги, доколку се слушаме, ќе започнеме со Велес. Треба да разговарам со главниот и одговорен уредник на К1 Дијана Иванова. Дијана, добро вечер, доколку се слушаме, соработуваме веќе повеќе од една година. Како вие гледате на ова што се случува со телевизија Нова? Добро вечер од Велес, добро вечер од студиото на регионалната К1 телевизија.
Ова го чувствуваме како директен притисок врз нашата работа. Како што напомена, повеќе од една година соработуваме или од моментот кога телевизија Нова почна да функционира во етерот, директно соработуваме како партнери се со една единствена цел. На гледачите да им пренесеме информација што побрзо и што поточна. Нашата работа е она што на терен ќе го видиме да го пренесеме, а ние постојано бевме на терен. За година и некој месец повеќе ова е моја второ јавување линковска во телевизија Нова да сум во студио. Значи сите наши јавувања ги правиме директно од терен. Она што се случува таму преку камерата директно го гледаат сите гледачи на телевизија терен, на телевизија Нова. Ние сме на терен, онаму каде што е обичниот граѓанин, онаму каде што е вистината. На некого тоа очигледно му пречи. Граѓаните со поддршка. Овие денови постојано не запираат во Велес и ни велат да истраеме ние заедно со вас, затоа што и ние чувствуваме она што се случува кај вас. Да не бидеме нескромни да кажеме дека сето ова донесува до еден вид и на самоцензура. А сите кои што работат во медиумите знаат дека самоцензурата е тивкиот убиец на демократијата во медиумите. Вистината е на страната на гледачите, ние сме на страната на гледачите и никој нема право на директен или индиректен начин да се обиде да ни ја одземе слободата на говорот. Фактите се тие кои што говорат дека телевизија Нова заедно со регионалните телевизии со кои што се работува во изминатиот период во последната година се наметнува како релевантен фактор кој што креира мислење. Значи, вистината не може да се скрие зад било што кога од терен се известува, кога од терен директно сликата оди во домот на нашите гледачи. На кого му пречи? Ова е прашање на кое што скоро секој може да си даде одговор. А кога ќе се добие одговорот, се добива всушност и одговорот на прашањето зошто се овие случувања околу сопственикот на телевизија Нова. Го слушнавме ставот на уредничката на К1 телевизија од Велес, Дијана Иванова. Ти благодарам, одиме понатаму. Ја гледам подготвена и колешката Татјана Маленкова од Охрид. Колеги од Охрид, добро вечер. Соработуваме веќе повеќе од една година. Ова што се случува со телевизија Нова и најголемите здруженија, новинарски здруженија во Македонија го оценија како еден напад врз слободата на говорот, слободата на медиумите. Кој е вашиот став? Токму така, добро вечер и од регионалната О2 телевизија. Да, повеќе од очигледно е дека на некого му смета она што го работи во моментов телевизија Нова. Телевизија Нова наметна нов начин на информирање во Република Македонија. Секогаш, значи постојано на терен, постојано онаму каде што се случувањата. И ние, ете, благодарение на вас, сме онаму каде што се случувањата. Во моментов е тоа повеќе од актуелно мнозинството, граѓани се токму таму на улица, на маршеви, токму поради тоа линковските вклучувања, токму поради тоа постојано и секојдневно се информира за она што во моментов се случува и во она дека во моментов расположението на сите граѓани во Република Македонија или на најголем дел од граѓаните во Република Македонија е да се зачува унитарноста на Република Македонија. Но зошто пак се наметнува прашањето на некого му засмета оваа вистина да излезе нели на виделина. Со тие линковски вклучувања и со тоа што го кажуваат граѓаните, значи од прва рака, кога сме веќе таму, нема што да се измислува. Тоа е тоа лицето на граѓанинот. Го пренесуваме нели во целост и го пренесуваме во живо. Јас само би рекла дека основно човеково право е нели слободата на изразување. Токму тоа и го правиме и не знам кој воопшто си зема за право и кој може да си земе за право да ги заќути новинарите. Тоа нити било, нити ќе биде, никогаш. Јас само би ви кажала дека телевизија Нова, седиштето да, и е во Скопје, но телевизија Нова не е само во Скопје. Телевизија Нова е во Охрид, таа е во Струга, таа е во Струмица, во Дебар, во Кичево, во Битола, во Тетово, значи буквално секаде каде што се граѓаните, сите оние кои што сакаат нешто да пренесат, таму е телевизија Нова. Така да нема да се откажеме, значи истрајуваме и секогаш објективно и професионално го пренесуваме ставот на граѓаните.
А уште еднаш ќе кажам, ставот на граѓаните во моментов е овој што е. Оно што го даваме секојдневно, нели, во етер, секојдневно што зрачиме лајв, тоа се оние масовни протести за зачувување на унитарноста на Република Македонија. Да се надеваме дека конечно некој свесно ќе размисли и ќе свати дека не може да се заклjuti никогаш новинарот, туку дека ќе се остави телевизија Нова да се работи професионално својата работа како и досега, објективно и професионално. Значи, никого не браниме, никого не заштитуваме. Ние сме само објективни и професионални. Тоа ќе го правиме и во иднина. Ти благодарам. Татјана Маленкова, главниот и одговорен уредник на телевизија О2 од Охрид. Да го слушнеме ставот и на Марија Чулаковска, главен и одговорен уредник на телевизија Мега од Битола. Марија, доколку се слушаме, добро вечер. Се надевам дека и ти имаше можност да ги слушнеш ставовите на колегите дописници од градовите низ Македонија. Какви информации, какви пораки ни стигнуваат од Битола во однос на тоа што се случува со телевизија Нова? Добро вечер од студиото на телевизија Мега од Битола. Поддршката која оваа телевизија ја нуди кон телевизија Нова и она одлична соработка можете да ја видите токму и на вашите екрани. Токму овој микрофон со плочката на телевизија Нова е доказ за одличната соработка која имаме повеќе од една година. Моите колешки претходно кажаа дека телевизија Нова постави нови стандарди, го подигна нивото на известување и со тоа овозможи да се подигнат стандардите на известување воопшто во Република Македонија. Токму таа одлична соработка која телевизија Нова ја има со повеќето медиуми, без разлика дали станува збор за национално ниво, за регионалните, локалните, дали се телевизии, пишани медиуми, електронски медиуми. Токму таа одлична соработка е оној доказ дека сите ја даваме оваа поддршка кон тоа дека силата и одличната работа, она што како светски стандарди го постави телевизија Нова во изминатата година, ќе одржат и понатаму во етер и нема да подлегне на никакви притисоци. Секако како релативно млади медиуми сите се соочивме со предизвици кои секој медиум треба да ги помине. Станува збор за предизвици од типот на формирање на мрежа на информации, остварување соработка со институции, со политички партии, со здруженија на граѓани, но сепак она најбитното е како да се стигне до гледачите, или народски кажано, како една телевизија да го најде својот број на далечинскиот управувач кај гледачите. Додека ние се справуваме со вакви предизвици, наметнатите проблеми од типот на нарушување на углед на еден медиум се само дополнителен товар. Меѓутоа, уште еднаш ќе повторам, токму тој сериозен пристап и таа сила и таа мрежа и поврзаност и одлична соработка помеѓу медиумите, помеѓу нас колегите кои секојдневно сме на терен за да ги презентираме информациите до граѓаните, онака како што ние ги восприемаме директно на местото на настанот, ќе продолжат и понатаму. Слободата на изразување на медиумите не смее да застане. Тоа се оние пораки кои јас можам да ги пренесам и од телевизија Мега и од моите колеги, меѓутоа и од цел овој регион кој ние го покриваме како телевизија и од каде во изминатите повеќе од 2 години како телевизија Мега, меѓутоа и во одличната соработка повеќе од една година со телевизија Нова ги презентиравме од Битола, Прилеп, Крушево, Ресен, Новаци, Могила, Демирхисар, Кичево, Македонски Брод, како и сите останати градови од Република Македонија каде другите колеги работат на терен. Пораката е уште еднаш истата и е јасна. Слободата на изразување на медиумите нема да застане тука. Ви благодариме за поддршката, колеги. Беше тоа Марија Чулаковска од Битола. Одиме сега во живо во Тетово. Боби Јанковски веќе го имаме на линковска врска од главниот и одговорен уредник на телевизија Ултра од Тетово. Боби, добро вечер. Какви пораки ни пренесува Тетово вечерва? Добро вечер и поздрав во студиото на телевизија Ултра од Тетово. И јас те малку ги слушав моите колешки од Велес, Охрид и Битола, па не би се навратувал околу поддршката на граѓаните. Јас сепак би кажал нешто сосема малку поинаку. Велат дека во медиумска војна или криза прво се убива вистината, па потоа полесно се стигнува до посакуваната цел. А вистината е една единствена,
бидејќи нема две вистини. Кога ќе ја снема вистината, тогаш она што ќе остане на крајот на денот е мракот. Или преведено во денешно време, ден без медиум, кој ќе ја пренесе вистината, она е единствената. Во тој мрак најдобро се снаоѓаат мативодите. Но тие мативоди долго обстојуваат во нив, но никогаш не успеваат да стигнат до крајот на брегот. Секогаш на крајот завршуваат на дното. Иако моите колешки сепак кажа многу пораки од нивните градови, еве и јас би пренесол неколку, имено не се случува ни да успееме 20 на метри да поминеме низ градските тротоари, да не застане некој нас граѓанин од Тетово или од Гостивар и да ни изрази поддршка. Секако на Чичко Славчо, 93 годишниот гостиварец, би ја пренесол пораката кој ми вели вака, ќе успеам, се надевам дека ќе успеам да ја парафразирам, ми вели внучко во 43-та и 45-та, од 43-та до 45-та се борев со пушка во рака и непријателот го истерав од мојата земја. Сега сум стар, немочен, но вие сте млади и имате сила, имате и моќ, го имате вашиот пишан збор. Со тој пишан збор одбранете ја нашата држава. Има и други пораки кои што велат дека секој оној кој што завојувал со медиум на крајот бил поразен. Сепак сето она што во моментов се случува и сите притисоци врз телевизија Нова ги чувствуваме и ние како ваши колеги од тука од Тетово, како што напомена и нашите колешки од останатите градови, но сигурни сме дека кон поддршката на телевизија Нова ќе се приклучат и сите останати колеги од сите можни електронски и пишани медиуми во Република Македонија. Елена Повели. Боби Јанковски беше тоа со пораки за поддршка за телевизија Нова од Тетово. Колеги, дописници, соработници на телевизија Нова, ви благодарам за гостувањето во овие вести, за поддршката и за пораките што ги упативте. Секако телевизија Нова продолжува на патот кој што го зацрта и го трасира изминатиот период на времено и точно известување од сите места во Скопје, во главниот град, низ целата држава, но и низ светот. Почитувани, останете тука со следните содржини. Се враќаме веднаш.